Благодарам, Петрит, многу. Честитки за целата работа на ИМА. Мислам дека е од проценливо, можеби да, исклучително значење во нашиот јавен простор. Моето учество во оваа дискусија денес ќе биде преку една кратка, навистина многу кратка, краток обид за критички пресек на некои важни примеси во разбирањето на двата комплекси од насловот на овој настан, воедно и на оваа публикација, имено човекови права и медиуми. Би сакала да напоменам дека е важно да се има предвид дека и човековите права и медиумите денес се во криза. За чиста директна и јасна илустрација на оваа криза, би сакала да искористам два примери, глобален еден, да речеме еден глобален пример и еден локален. Например, првиот пример всушност е расправата која што се одвиваше во рамки на третиот комитет при Обединети нации во врска со навидум општо прифатени и благодетни резолуции поврзани со млади, со лица со посебни потреби, семеен живот, тие три групи беа опфатени, но дури во рамки на расправата за навидум не загрозувачки групи, сепак имаше еден аспект кој ја попречи општата инклинација кон заштита на слободите и правата, која што на крај беше формулирана како неусогласена терминологија. Именно дури во рамки на тие расправи кои што не се инвазивни и не ги определуваат директно и правните и политичките системи на нациите држави, дури на ниво на тоа меко право, сепак постои една згрченост во однос на човековите права и таму беше проблематично да се формулираат јасно нешто што се однесуваат на говор на омраза, нешто што се однесуваат на родово базирано насилство, на репродуктивното здравје, на сеопфатното сексуално образование, како и на некои специфични потреби на млади девојки и жени. Имајќи предвид дека дури на тоа ниво, на ниво на меко право, значи постојат овие згрчувања или незадувања во однос на човековите права. Би сакала веднаш да се вратам потоа на локалниот контекст и да потсетам дека градот Струмица стана преку ноќ гилјад и одеднаш родовата еднаквост или родот почна да станува нешто што е неприфатливо или нешто што нужно треба да се реформулира, така како што да речеме се одлучи на Советот на Свети Николе, и одеднаш родовата еднаквост да речеме да стане еднакви шанси за мажи и жени. Тие назадувања или разградувања на концептот на човекови права не се случуваат преку ноќ, ниту пак се независни од спојот знаење моќ, и нивното забрзување многу зависи според мене од медиумскиот простор, работењето на медиумите и како медиумите ги позиционираат колективните и поединечните позиции во однос на човековите права. Мислам дека е многу важно да имаме предвид за нешто што може да се нарече медиумска епистемологија, затоа што медиумите се далеку од некакви неутрални или пасивни предаватели само на информации. Тие имаат клучна улога во обликување на формалните параметри за продукција, формирање и циркулација на знаењето. Дополнително, медиумите ни ги даваат инструментите и методите преку кои потоа го покажуваме нашето знаење. Формалниот процес на образование не е во таа смисла изолирана средина која што единствено може да го создава знаењето. Напротив, посебно сега заради
згуснувањето на тоа, на значењето на медиумите и нивното присуство на социјалните мрежи како два жлебови на една машина која што не го определува колективното и поединечното постоење. Значи важно е да се има предвид дека медиумите ни ги даваат повторно инструментите и методите кои ни помагаат да го покажеме тоа знаење и можеби е строго да се каже дека не детерминираат или не определуваат како да мислиме, но сигурно не информираат како да мислиме. И тие го содржат практично резервоарот во медиумите и медиумското работење, медиумската сцена во овој момент во нашето современо живење го содржи резервоарот на правото на говор, односно на слободата на говор, каде што е содржано правото на говор и слободата на изразување и правото на информирање. Со оглед на тоа што технолошкото представување на сите тие, да речем, предходни тези се отчитува преку екраните кои што се дел од нашето или глобалното секојдневие, може да се каже дека всушност тие полека стануваат огледало на идеологијата. И во таа смисла воопшто не е наивна улогата на медиумите во современиот свет во кој што живееме. Важно за нашата средина мислам дека е да се направи еден увид во медиумското работење кој што крие и бизнес интереси, понекогаш представува и да речем партиска маша, но истовремено покрај тие различни економии, медиумите имаат и известна афективна економија. Многу тешко е да се примат дури технички информации, сите информации кои што се однесуваат, да речеме, на евроинтегративниот процес, кои што треба да бидат најтехнички, досадни, бюрократски информации, кај нас се примат на едно ниво на паника. Не може да разбереме дали почнале преговорите или не почнале, дали се одржала меѓувладина седница или не се одржала, токму заради тоа инсистирање на едно, јас го нарекувам панично истоштување на населението во Македонија и помалку или повеќе да речеме ситуацијата со лажните аларми за бомби во средните училиште низ државата и на други места, мислам дека е некако многу илустративна за тоа како функционираат медиумите, бидејќи ништо не се случува, а сепак алармираноста е навистина голема. Независно што деновите во кои што живееме се евидентно мирнодопски, во секој случај мислам дека воопшто не е наивна тој обид да се продолжува војната која што се случува во Македонија низ други средства во политиката или во овој случај во медиумската политика, и мислам дека е многу важно преку соочувањето на таа состојба да се навратиме кон медиумите и медиумското работење како кон можност за афирмативни политики и за критичко позиционирање на настаните, на ситуациите и на состојбите, бидејќи тој е всушност побрзиот излаз отколку излазот преку образование или култура кон едно поеднакво и демократско живење на сите заедно. Благодарам.